Добро вечер. Гледате Бизнис 365. Бизнис секторот се соочува со неликвидност. Компаниите едва ги плаќаат обврските кон државата и ратите за кредити. Банките имаат пари, но се предпазливи кому даваат кредити. Само во февруари се блокирале дури 140 фирми. Како да се надмине оваа состојба? Дебатираме со моите гости вечерва. Јованка Јолеска-Поповска, генерален директор на Прокредит банка, и господинот Мирче Чекреджи, подпредседател на Сојузот на стопански комори. Како да се надмине неликвидноста во македонското стопанство? Неликвидноста е сложен процес. Главно има три фактори. На неја влијае монетарната политика, влијае фискалната политика и еден сет на системски закони кои го регулираат плаќањето и банкнотирањето на фирмите. Кај нас во Македонија проблемот е таложен 20 години, значи тој не е од вчера и во моментов е со енормни димензии. Значи неликвидноста на стопанството може да, по наша оценка на Сојузот на стопански комори, е економски проблем број 1 на македонската економија. Тука треба да се презнаат многу чекори. Прво, да се либерализира монетарната политика. Гувернерот Богов со последните чекори дава сигнали дека монетарната политика оди кон либерализација, сигналите треба да ги чујат банките и да насочат кредитирање кон стопанството. Фискалната политика последниве неколку години, да речеме, еден статус-кво. Ние се уште сметаме дека стопанството е преоптоварено со давачки, не може да креира добивка, не креирајќи добивка, не може да отпочне нов инвестиционен циклус. И третото поле, што е најзначајно, кај што се бара голема реформа сега, тоа е промена на законот за платен промет и промена на законот за банкрот, или кај нас вика закон за ликвидација и закон за стечај. Овие три закони треба да овозможат несолвентните фирми да бидат отстранети од економскиот амбиент. Дали банките ги следат сигналите на Народната банка? Да, во секој случај ги следиме сигналите. Нормално зависи која банка каква политика и бизнис план има. Она што можем од моја перспектива да го кажам, или од позиција на Прокредит банка, ние имавме добар пораст во кредитирањето и во текот на 2012, значи не запревме со кредитирање. Фокусот ни се мали и средни предпријатија, значи ако банкарскиот сектор растеше негде приближно 6,5%, ние пораснавме над 12% во кредитирањето. Продолжуваме со истата динамика, меѓутоа делот на неликвидноста дефинитивно се согласувам стои како проблем и е можеби едно од кочниците за понатамошниот развој на малите и средни предпријатија воедно и тоа како ние банките ги гледаме и на кого му одобруваме кредити. Значи се соочуваме со ситуации каде што фирмите имаат зголемени обрти, што не беше ситуација во 2009, значи заради економија на обем прават поголем обрт, меѓутоа тука веќе се наметнува прашањето на кого ги продавам услугите или производите, специјално на домашен пазар, бидејќи точно тука се соочува со финансиска недисциплина, односно многу често се зголемени и побарувањата, меѓутоа и обврските во билансите на фирмите, што подразбира ненавремено плаќање, продолжени рокови на плаќање и често пати на голема врата влегуваат компензациите, кои компензации подразбираат, замена со некое добро, а при тоа добро не е моја специјалност, па процесот на наплата станува уште подолг, бидејќи не сум стручен да го продам тоа нешто што ќе го добијам како компензација. Значи е дефинитивно проблем кој може би бара санирање од овој аспект што го спомна Чекреджи. Така, во услови кога компаниите отежнато ги сервисираат обврските кон банките, банките се принудени да ги активираат хипотеките. Каков е овој тренд? Повторно зависи каква проценка сте направиле, значи каде сте ги давале кредитите. Воедно од наша перспектива ние повеќе време трошиме да разбереме значи какви се финансиските ситуации во фирмата пред да го одобриме кредитот, за да не се доведеме до ситуација на наплата на кредитот од хипотека или од активирано обезбедување, бидејќи во таа ситуација веќе е потешко и за банките. Практично она што сте го земале како обезбедување во ситуација на немногу ликвиден, немногу активен пазар, вредност уште повеќе му се намалува, така да дури и банките во некои ситуации не можат да се наплатат од таквите обезбедувања. Нудат ли компаниите доволно издржани проекти? Да, дефинитивно.
проблемот на недостаток на добивка во целиот сектор, особено во делот на малите и средни компании кои се фокус на нашето интересирање како Сојуз на стопански комори. Знаете каков е процесот на инвестирање. Вие ќе направите добар проект, тој чини €1.000.000, да речеме. Меѓутоа, банката, за да ве следи, вие мора да види некоја добивка, барем €100.000 на годишно ниво, па да има своји предвидувања дека ќе ги наплати овие €1.000.000. Кај нас не е проблем затоа што банките не ги финансираат добрите проекти. Проблем е што нема добивка во стопанството. Значи, на цела година, мислам 2011 последна бројка што знам, мали и средни компании, целокупната добивка е €550 милиони. Тоа према податоци од Централниот регистар. Плюс, ако се во обзир дека таа добивка е направиле 50.000 компании, тоа се е раситнато и сега не може да се отпочне еден нов домашен инвестиционен циклус. Тука може да се преземат две мерки. Една за владите непопуларна, за бизнисот популарна, треба да се оди во понатамошно намалување на давачките на фирмите. Значи, фискалната политика да води сметка во реалниот сектор, во компаниите да останат добивки, за да може да отпочне домашниот инвестиционен циклус. Втора компонента е буџетот може да субвенционира инвестиции. Тоа исто така може да придонесе да се отпочне новиот инвестиционен циклус и би ги охрабриле и банките да ги пласираат своите пари. Банките главно ќе бидат приморани да го зголемат кредитирањето доколку референтните камата одат и понатака надолу, доколку владата ги намали 3,9, мислам беше последната аукција на државни харти од вредност и понатака оди со намалување на каматите на хартите од вредност. Со тоа ќе им даде јасен сигнал на банките дека мора да бараат добри проекти во стопанството и да ги кредитираат за да можат да ги задржат своите добивки, да бидат успешни како банки. Зошто е таа воздржаност кај банките и какви кредити најчесто бара приватниот сектор? Дали се уште само за опстанок или пак за да влезат во некои нови инвестиции? Воздржаноста кај банките се должи на генерално на се уште последиците или реалното живење на кризата. Како се рефлектира кризата кај банките, се рефлектира преку зголемените нефункционални кредити. Вообичаено тогаш банките гледаат да се консолидираат и да видат што можат да наплатат од тие влошени пласмани. Автоматски апетитот за кредитен ризик се намалува, што значи многу повнимателно и поконзервативно настапуваат при пласирањето на кредитите. Меѓутоа, тоа што многу често во јавноста се говори дека не постојат добри проекти во Македонија или од страна на малите и средни предпријатија, не се согласувам, бидејќи во текот на 2012 година финансиравме инвестициони кредити и кредити за краткорочни. Значи има добри проекти, има добро разработени фирми кои мислат нанапред. Меѓутоа, дефинитивно се уште тенденцијата е многу повеќе за краткорочни кредити. Кредити за премостување на ликвидносни проблеми и за обртен капитал, што е рефлексија на целата ситуација. Неликвидноста е голема и во февруари. Тоа го потврдува и податокот за нови 140 блокирани фирми, со што бројката се искачи на 40.000 блокирани сметки. Александар Јанев ги има ставовите на експертите кои советуваат како да се надмине оваа состојба. Неликвидноста изразена во бројки покажува колку е навистина тешка кризата во домашната економија. Податоците на Народната банка се фрапантни. Речиси 40.000 компании се блокирани, што е повеќе од половина од активните фирми во земјава. Ова е само статистичка потврда дека бизнисмените немаат пари, ниту да ги платат ратите за кредити, ниту пак давачките кон државата. Во услови на се поголема внатрешна задолженост, расте бројот и на фирми кои воопшто не успеале да издржат финансиски и биле принудени да затворат. Бизнис секторот потврдува дека се соочува со хронична неликвидност и нема сигнали дека нешто ќе се смени кон подобро. Загрижувачки се најавите дека нарачките од странство се неизвестни и според сите очекувања, годинава по ништо нема да се разликува од минатата.
Проблемот на ликвидноста останува и насаму, затоа што според нашите податоци во 2012 година наблеговме со долг на владата неподмирен 4% од вкупните побарувања што ги имаа фирмите. Тоа е мал процес према вкупните 100% побарувања, меѓутоа дава придонес за тоа што тоа раздолжување веќе условува раздолжување на еден приватен субјект кон друг приватен субјект, така да ќе има поголем ефект, али сепак не можеме да кажеме дека проблемот со неликвидноста е многу ублажен или е коригиран. Податоците на Народната банка покажуваат дека неликвидноста изразена преку бројот на блокирани сметки кулминира во 2012 година, кога биле блокирани вкупно 145.350 сметки на граѓани и фирми, што е речиси двојно повеќе споредено со 2 години претходно. Економистите не се изненадени од податоците за блокирани сметки, бидејќи тие одамна биле свесни колку е загрижувачки проблемот со неликвидноста во економијата. Професорот Сашо Арсов оценува дека негативниот тренд продолжува и годинава, и тоа поради неколку причини. И натаму проблемите постојат, дури се и поинтензивни. Она што може да се очекува како подобрување евентуално да донесе, тоа е она што премиерот го кажа, доколку остануваме на таа изјава, нели, доколку веруваме дека навистина долгот државата го исплати кон компаниите и доколку продолжи со таа финансиска дисциплина. Од банките не очекувам дека ќе бидат полиберални во поглед на кредитирањето, затоа што реално нивото на ризик се уште е високо, се уште постои, но ако се исполнат овие две услови што ги споменав, може да се очекува евентуално и стагнирање на тој проблем, односно евентуално подобрување на полето на ликвидност на компаниите. Професорот Арсов сугерира во време кога граѓаните и фирмите силно ја чувствуваат кризата во економијата, инспекторите да бидат пофлексибилни, за да се намали притисокот од континуирано контролирање на нивното работење. Ако инспекциите, односно нивната работа отиде во правец на што би рекле претерување, нели, во поглед на преголем притисок во бизнисите, особено сега во услови на значајна економска криза, може да се каже дека препораката би била, нели, да се намали тоа, можеби како што видите со помали казни или со прва или втора опомена. За 2 години управата за јавни приходи присилно наплатила вкупно 172 милиони евра од домашни фирми на име придонеси и плати за вработените. Тоа е сумата што компаниите морале да ја платат во УЈП за да се раздолжат кон државата и кон вработените, но не успеале да го сторат тоа, па даночниците им наплатиле со блокади. Да, го видовме прилогот. Управата за јавни приходи блокирала нови 140 фирми и судовите ги блокираат фирмите, но која е според вас главната причина поради која сметките на фирмите доаѓаат до вакво нешто, до блокирање? Видите, процесот на формирање на една фирма и на умирање на една фирма во новиот економски систем е природен процес. Значи, тоа се две страни на истата медаља. Ние, како македонска економија, оваа влада поточно, направи еден многу ефикасен систем на брзо формирање фирма. Неколку сати ви се потребни и вие ќе формирате фирма. Другиот дел на проблемот, значи гасењето на фирмата, умирањето на фирмата, банкротот, ликвидација, како сакате, кај нас е многу отежнат процес. Заради тоа, значи тој е отежнат сиве овие 20 години, заради тоа, значи во Централниот регистар се насобрани едно купиште на фирми кои се несолвентни, а постојат само на хартија. Тие фирми го заготуваат економскиот простор и прават штети на останатите фирми. Значи, нашиот систем треба да почне поригорозно да разликува што е неликвидност, што е несолвентност и во случај на несолвентност хируршки да интервенира, значи брз банкрот. Ние, како Сојуз на стопански комори, веќе неколку години се залагаме за ова и полека идејата созрева и во банкарскиот сектор, и кај владата, и воопшто во јавното мислење во Македонија, дека на лошите фирми не треба да им се помага. Тие треба да се пуштат да умрат во брзо време, како би се сопрела штетата што ја прават на добрите фирми. Да се разбереме, значи штетата кон банките, кон државата, кон доверителите е настаната во процесот кога фирмата станува несолвентна. Во самиот банкрот, во самата ликвидација или стечај нема дополнителни штети. Доколку е тој брз и ефикасен, дотолку штетите за останатите фирми ќе идат помали. Значи ние
Чувме сега една позитивна вест. Директорот на Централниот регистар најави дека ќе исчистат меѓу 20 и 30 илјади фирми кои стојат во регистарот, но бројката е уште поголема, значи има и од овие други фирми кои се несолвентни и чим се блокира, треба веднаш да се носи во стечај. Така треба да се намали бројот на блокираните сметки. Значи, тие субјекти мораат да умрат, да ги нема во стопанскиот систем. Помошта што една економија треба да ја креира за стопанството, треба да биде насочена кон добрите фирми. Само така економијата ќе оди напред. Заради тоа, впрочем, капиталистичкиот систем се покажа како економски многу поефикасен во однос на социјалистичкиот, кој беше планска економија, така натака се гледаше фирмите по секоја цена да се сочуваат како работните места и така натака. Меѓутоа, историјата, економската историја на нашата земја покажа дека тоа не беше ефикасно. Тој дел од системот, од стариот систем, се уште е на сцена. Значи, кај нас многу тешко се оди во стечај. Вие имате примери, по 7-8 години траат стечајни постапки. Тоа е недозволиво. Значи, тие умрени, лоши субјекти прават штета на добрите. Тоа мора да се реши. Затоа ние предлагаме една поголема реформа, годинава или годинава и наредната, зашто е сериозно прашањето да се направи во платниот промет, кај што ќе се дисциплинираат субјектите, мислам и на приватните субјекти, и на државата, и на банките, значи сите се во истото купче, и законите за стечај и банкрот да се направат ефикасни. Да го оставиме економскиот простор чист, тие што се добри да работат и да функционираат. Вие банкарите ги анализирате финансиските извештаи на компаниите, што е главен сигнал за кондицијата на приватниот сектор. Која е вашата генерална оценка во каква состојба се тие во моментов? Па не можам да генерализирам нели за сите фирми, она што го гледаме и подобри и полоши биланси. Во секој случај забележително и што го споменав претходно, ако во 2009 и 2010 имаше сериозно намалување и на обртот на сработено, соодветно и намалување на профитот, има тенденции на поголем обрт сега. Значи фирмите работат и го користат таа економија на обем. Меѓутоа работат со помали маржи, при што тоа им дава можност да го остварат барем истиот профит од претходната или од предминатата година. Дефинитивно, ако се погледне во квалитетот на билансот на состојба на фирмите, се забележува зголемени побарувања и обврски, што се должи повторно на немеѓусебното навремено плаќање. Значи, се уште не постои и дури и природна филтрација на тоа со кого ќе се работувам, како што ние банките, впрочем, гледаме и одбираме со кои клиенти ќе работиме и каде ќе ги дадеме парите. Во некој момент тоа мора да стане пракса и кај фирмите. Значи, на некој начин точно послабите и оние кои се неплаќачи, кои ќе ја земат робата и не сакаат да дадат пари за таа, треба да бидат истиснети од системот. Значи, тоа се забележува. Она што исто така недостига во билансите на фирмите е капиталот. Значи, зборуваме не е само ликвидноста како проблем или само профитот како основа на која банката се потпира и ги проценува фирмите дека се добри. Многу е битна и капиталната стабилност или сопствениот капитал фирмите да го имат. Тоа значи реинвестирање на постоечката добивка и водење на некој начин на името на фирмата сите оние нови инвестиции што се направени, бидејќи тоа исто така подразбира подобар леверидж и подобра финансиска ситуација за банките. Така да генерално таа е ситуацијата. Владата се раздолжи со приватниот сектор. Колку повратот на ДДВ ги враќа фирмите во живот? Јас имав изјава по ова прашање и на вашата телевизија. Тоа беше добар потек. Ние го баравме подолго време као бизнис асоцијација од владата. Они ни излегува во пресред и се раздолжија со околу 90, поточно 92 милиона евра и тоа е добро. Меѓутоа, тоа не може да ја реши неликвидноста. Проблемот е гомилан, е наталожен 20 години, е огромен. Се работи за милиарди евра меѓусебни долгувања. Ова бара голема општествена акција, бара системски промени. Доколку не се случат,
по природен пат не може да се реши. Зошто не може? Како реагира бизнисот? Кога е навика дека можете да не платите 5, 6, 7, 8 месеци. Таа навика е распостелена по сите компании. И кај добрите, и кај лошите. Јас ќе ви набројам дека и најголемите компании, кои стојат одлично капитално, кои имаат добивки по 20-30 милиона евра во Македонија, почнаа да плаќаат на 120 дена. Зошто? Затоа што тоа е обичај во земјата. Сега вие, како единка, како мала компанија, може да решите, добро, ако не ми се плаќа веднашка, нема ни да продавам на тој субјект. Ке имате пат на вкупниот обрт, повеќе од 70-80%, значи ке се самоубиете како компанија. Мора да ги прифатите навиките на пазарот кои се во тој момент. Со ова може да се справи, значи, системска промена. Да се донесат ригорозни закони на плаќање, впрочем има и европска директива за оваа работа. Ние како земја апликант за Европската унија ќе мораме да се согласиме со тоа, значи таму мислам 45 дена дека или не ме држите за збор, рокот на плаќање е максимален, по автоматизам, значи по закон морате да платите, освен ако немате специјални договори за кредитирање по долгорочни така натака. Да се воведе ефикасен систем за обезбедување на наплатата, како што во минатото беше акцептниот налог. Сега е променета ситуацијата, фирмите имаат сметки во повеќе банки, тогаш во тоа време имаа само во службата за општествено книговодство, но со промена на законот на платен промет може да се креира едно ново вакво средство. Впрочем, таа можност во моментов ја има управата за приходи, па мислам и банките, не сум сигурен, можат, ако им должите, да ви ги блокираат сите сметки. Тоа право треба да се овозможи со соодветен законски инструмент и на приватниот сектор, и во оваа игра, значи, сите учесници во стопанството, вклучувајќи и државата, да имаат еднакви облигации, значи еднакви должности. Ако нешто набавите, да мора да го платите. Со ваквата измена на системот, дисциплината ќе се врати веднашка. Затоа што сега, например, имате дисциплина само во малопродажбата. Одите во малопродажба, морате да платите, па да си земете. Во целиот останат дел на економијата, недисциплината е огромна. Тоа е одној дел околу измена на законот за платен промет, значи средство за обезбедување и законска обврска да се плати во краток рок. Второ, стално го споменувам затоа што е во врска со претходно брзо банкротирање. Затоа што вие сега ќе имате издадено и платен инструмент од несолвентна фирма. Тоа е ненаплатлив. Само во моментот кога сте го земале изгледал дека е наплатлив. Заради тоа треба економскиот амбиент да се исчисти сите несолвентни во банкрот, брз и ефикасен. Без разлика што државата, банките и доверителите во овој процес ќе бидат оштетени за некакви своји побарувања. Но тоа е далеку помала штета отколку да се остават овие субјекти во живот и да прават дополнителни штети. Споменавме на почетокот за нефункционалните кредити, оние кои граѓаните и компаниите тешко ги враќаат на банките. Како се справуваат деловните банки со овие долгови? Па, секоја банка на свој начин, меѓутоа и зависи од обемот, на тоа колкав обем е. Се додека е прифатливо нивото на управување, значи како во наша ситуација ние нефункционалните ни се под 3%, што е далеку под просекот на целиот банкарски сектор. Тоа ни дава и слобода и можност да се занимаваме со поактивно кредитирање. Воспротивно, нели, одзема и доста енергија и време од страна на банката за да може да се наплати нешто, ако и воопшто може, и дефинитивно тука се подразбира и блокирање на сметки и активирање на хипотеки. Тоа е начинот. Од една страна расте бројот на фирми чии сметки постојано се блокираат, но од друга страна секоја година расте сумата на најголемата исплатена плата во државата. Сонја Јованова Наумовска анализираше како се движеа менаџерските плати во изминатите години. Близу 200.000 граѓани годинава се очекува да поднесат годишна даночна пријава до управата за јавни приходи. Тоа се оние граѓани кои минатата година освен плата, пензија или приходи од земјоделска или било каква самостојна дејност, остварили дополнителни приходи. Во нив се вбројуваат приходи од повремено вршење услуги, кири, авторски договори, дивиденди, камати, игри на среќа и наградни игри, продажба на хартија од вредност од учество на капитал и недвижен имот.
Рокот за пријавување истекува на 15 март, а за неисполнување на обврската предвидени се парични казни кои се движат од 500 до 1000 евра. Лани над 30.000 граѓани не поднеле годишна даночна пријава до управата. Пред шалтерите на УЈП засега се уште нема гужви. Вработените успеваат да им помогнат на граѓаните правилно да ги пополнат пријавите. Многу лесно, без проблеми. Тука се и службениците помагаат во основањето, нема проблем. Како се најдува од двај? Праша еден, праша друг и така. Процедурата е многу едноставна, многу се добро екипирани, многу се љубезни, помагаат и на оние што ја знаат оваа проблематика и луѓето што прв пат се сретнуваат со пополнување нови пријави. Но она што можеби секоја година буди најголем интерес во јавноста се информациите за најбогатите луѓе во земјава, но и за оние со најголема плата кои УЈП ги добива токму од годишните даночни пријави. Економската криза очигледно ги заобиколи домашните менаџери, бидејќи токму во екот на кризата нивните приходи почнале да растат. Ако во 2009 година, според податоците на УЈП, најголемата исплатена годишна плата изнесуваше 760.000 евра, во 2011 година сумата порасна за неверојатни 43% и изнесуваше 1,1 милион евра. На месечно ниво тоа би значило дека најплатениот менаџер добивал приход од 92.000 евра, што е 3 пати повеќе од највисоката плата исплатена во 2008 година. Експертите сметаат дека овие податоци се реална слика на се поголемите класни разлики во земјава. Во последните години највисоката плата скокна од 8.000 евра во 2006 година на фрапантни 82.000 евра месечно, 12 месеци во годината. Тоа ниво е едноставно фрапантно за македонски прилики. Ако споредите со најниската плата, со минималната плата во Македонија, која е 8.050 денари, тоа значи дека оној што зема минимална плата треба да работи фрапантни 52 години за да земи само една просечна плата на еден најплатен менаџер во Македонија. За професорот Савески нелогично е што највисоката исплатена плата во земја со низок стандард како Македонија е всушност повисока и од поразвиените земји во регионот. На пример, највисоката плата во Словенија е 55.000 евра во 2011, во 2011 највисоката плата во Македонија е 92.000 евра. Тоа малку е парадоксално, секој ќе забележи дека во Словенија имаат далеку повисок животен стандард од кај нас. Фармацевската индустрија се уште е на врвот со највисок исплатен приход од работен однос. Потоа следат банкарскиот сектор и телекомуникациите, а од неодамна за прв пат се појавуваат и инженерството и местната индустрија како бизниси во кои се исплаќаат највисоките плати. Анализите на УЈП покажуваат дека во земјава добро се живее и од изнајмување недвижен имот, а доказ за тоа е приходот на еден тетовец кој од оваа дејност во 2011 година заработил дури 834.000 евра. Да, логично ли е во Македонија да биде повисока менаџерската плата од Словенија? Па генерално не можам да кажам нели дали е логично или не, меѓутоа менаџерската плата се зависи пак и од политиката и од стратегијата на фирмата. На крај краишта зборуваме за капитализам и приватна сопственост на фирми. Значи, доколку тоа им одговара на акционерите, доколку имаат, не знам, многу висок профил на човек кој што ја води таа фирма и генерира апсолутно и добар бизнис и добар профит, можеби е возможно. Господине Чекреджи, вие како го коментирате овој тренд и споредбата со Словенија со високите менаџерски плати кај нас? Видите, прво, Македонија има недостаток од квалитетни менаџери. Чим има недостаток, нивната цена ќе расте. Тоа се правила на пазарот. Тоа е под број 1. Под број 2, дали една плата висока или е ниска, без разлика на апсолутните бројки, треба да се цени со резултатите што тој менаџер преку компанијата ги остварил. Ако соодветниот менаџер направил 20 милиони добивка за компанијата, тие решиле да му платат. Јас во мојата компанија, ако најдам менаџер што ќе ми направи 20 милиони евра добивка, со драга волја би му исплатил таква плата. Но ова не е слика на платите во Македонија. Тоа се неколку плати, дали целава земја има 10 високи плати, тоа е таква некоја бројка. Платите дури и менаџерските во Македонија се многу ниски.
Значи, пошто ние како Сојуз на стопански комори се занимаваме со малите и средни компании, јас можам да ви кажам дека 90% на менаџерските плати се испод 500 евра. За крај, по уште едно прашање. Ризици врз домашната економија има, банките се генерално стабилни. Кои се вашите очекувања за втората половина од годината? За годинава очекуваме, ако ништо друго, барем од аспект на банката, еднаква динамика и кредитирање како што направивме во текот на 2012. Значи, од друга страна, фактот што сепак во 2012 имаше и добри проекти и фирми кои што остана и обстоја и постојат и се борат со условите, значи со доста отежнати услови, дава еден надеж дека сепак оние што стојат позади тие мали и средни фирми се навистина и храбри и мудри луѓе кои можат да се изборат со проблемите, а тоа воедно и нас ни дава надеж дека ние ќе најдеме исто така добри фирми кои што ќе сакаме да ги финансираме. Така да банката ќе расте во кредитирањето некаде 10 до 12%, што верувам ќе биде добра стапка. Дека ќе нема да е едноставна година, нема да е, ама некако и се навикнавме да учиме да работиме во услови на и повисок стрес и поголем предизвик и изнаоѓање на нови модуси за да ги надминеме, да речам, проблемите со кои се соочуваме. Господине Чекреджи, има ли оптимизам кај бизнис секторот? Се надеваме дека оваа година нема полоша од пред минатата да биде. Некои прогнози да се даваат ван овие некои оквири што ги дадоа Светска банка, нашиот гувернер и така, негде тука цениме дека ќе се движи стопанството. Ние сме извежбани на стрес, извежбани сме на криза. Ние практично, кој се занимава со приватен бизнис овде во Македонија 20 години работи во една кризна ситуација. Ние дали може 2 или 3 години да наброиме дека беа години кај што имаше пораст, логичен така натаму. Цело останато време било криза, значи ќе се справиме секако. Јас сум оптимиста и бизнисмените се оптимисти. Ќе биде стресна година, ќе има и вака и така, сето тоа, меѓутоа не прогнозирам дека ќе влеземе во нова криза. Мислам дека ќе биде пораст економски, колкав ќе биде тоа не можам да оценам, меѓутоа во рамките на ова што се прогнозира. Ви благодарам за гостувањето на јавниот сервис. Почитувани гледачи, гледавте Бизнис 365. Имајте пријатна вечер.